Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма Глас на надежда. Секој ден, од понеделник до петок, во 8 часот и 30 минути со Томе Трајко. На Facebook страната на Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравието, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежда од Кавадарци. И ово утро сме повторно заедно да другаруваме и да ја проследиме програмата што е приготвена за вас денеска. Ова програма се имитува секој ден од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, кои сте во Македонија, кои не пратите, но и кои сте надвор од Македонија. Имаме повеќе гледачи од повеќе европски земји, така да сите сте добре дојдени во нашата контактна емисија која емитуваме секој утро. Ово утро во Кавадарци 8 на променливо облачно, се уште е студено, минус 7 степени и според прогнозата што е предвидена за денеска, таа гласи дека ќе имаме променливо облачно. На место ќе провеува снег, а особено предпладне во западните и северните подрачја. Ќе дува умерен до засилен ветер од северен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од минус 4 до плюс 5 степени. Што се однесува до Скопје, променливо облачно со услови за слаб снег, ќе дува умерен до засилен северен ветер. Температурата, според картата што овде е предложена, минус 12 до минус 9 во крајните западни делови на нашата земја. Во Скопскиот регион минус 5 до 1, Кумановскиот од минус 10 до минус 4, Беровскиот исто ќе биде доста студен од минус 12 до минус 5, во Тиквешкиот регион од минус 7 до плюс 3, Дојран, односно Гевгелија, минус 3 до плюс 5, Пелагонискиот регион од минус 8 до минус 2 и во Охридскиот регион минус 8 до минус 2. Што се однесува до утрешната температура, нагло ќе има некој затоплување, почитувани гледачи. Македонија ќе потпадне под јужен правец, ќе дува ветер од јужен правец, наутро во котлините ќе има појава на магла, преку денот ќе биде сончево со умерена облачност и потопло. Напокон, после овие навистина студени денови, ни доаѓаат потопли денови, температурата ќе биде многу повисока. Еве, например, од западните делови од плюс 4 до 13, во Кавадаречкиот регион плюс 7 до 18, Гевгелискиот од плюс 8 до 21, Беровскиот плюс 3 до 18, значи ќе има нагла промена на затоплување на времето, но ќе видиме утре како ќе се одвиват овие температури, дали навистина ќе се острат, како е да е. Овој бран, што го имавме поларен бран, веќе верам дека е зад нас. Ете, уште денеска ќе имаме студен ден, но веќе од утре и во наредните денови температурата ќе се каче. Денот се зголемува полека и сонцето изгреја во 6 часот и 50 минути, а ќе зајде во 16 часот и 41 минута. Според апликацијата за мерење на воздухот во Кавадарци, имаме известување дека денеска е многу загаден воздухот во Кавадарци. Се препорачува да не се отврат прозорците, да не се излегува без некоја посебна потреба надвор, или ако се излегува да се стави марамче или шал на устата, на носот, да не се дишат тие заразни, односно загадениот воздух кој го има ово утро, бидејќи се ложи со се и се што и луѓето се снаоѓаат да се затоплат, но сето тоа се испушта во воздухот и повторно се враќа како загаден воздух. Што се однесува до Автомото сојузот на Македонија, тие известува дека сообраќајот на државните патишта се одвива по наместа влажни коловози на повисоките и претежно суви коловози во ниските предели, во пониските места. Поради ниските утрински температури, наместа е можна појава на голомразица. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен.
Na graničните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. АМСМ препорачува прилагодена брзина и движење, почитување на патната сообраќајна сигнализација, внимателно правување со возилата, особено на патишата низ котлините, речните долини и клисури, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува на делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Се уште се одвиваат градежни работи на патот помеѓу Штип и Радовиш. Ако возите на тој дел од Македонија, бидете внимателни, зашто се извршуваат градежни работи на тој експресен пат кој ќе ги поврзи Штип со Струмица, значи со 3 ленти ќе имаме таму брз пат и ќе биде побезбедно. Кога ќе се сето тоа направи, и верувам дека ова година сето тоа ќе биде направено и патот ќе биде пуштен во употреба. Еве, почитувани гледачи, тоа беа сервисните информации на почетокот од оваа емисија. Одеме сега да ве поздравиме со една песна, а потоа повторно ќе се вратиме во нашето студио. Ja znam za jedno pravo mesto gde sretni biće svi, koračat ćemo zlatnim putem puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružit večnom spasu svom. Čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvijezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje sve, i mi ćemo zajedno, ti i ja. Čeka na tebe, tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena, povedi me ti u kraljevstvo svoje, gdje smo večno slobodni. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvijezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje sve, i bit ćemo zajedno. Zajedno, o ti i ja, i bit ćemo zajedno, o ti i ja. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, наред се капки на мудроста и приказна за деца. Но пред да поминеме нова рубрика, сакам да ве поздравам сите вас кои не следите од повеќе земји во Европа и надвор од Европа. Еве овде имам пресек на гледаноста од вчерашната емисија. Секако најмногу не гледаат во Македонија или од Македонија. Имаме прилично гледање и од Србија, Хрватска, Германија, Босна и Херцеговина, Австралија, Австрија, Бугарија, Англија, Словенија. Од Македонија, значи, имаме тука повеќе градови од каде не следат, но како и од Грција, значи имаме некои не следат и од Грција кои го разбират нашиот јазик. Претежно
повозрастната популација следи ова емисија. Ви благодарам на сите кои утро го вклучувате вашиот компјутер или вашите мобилни телефони и ја следите ова наша програма на Facebook страната Радио Глас на надежта. Ова емисија се снима и веќе во текот на денот ќе може да ја гледате и на YouTube каналот Радио Глас на надежта, така да таму се ставени сите претходни емисии што ги имитуваме секој утро во 8 часот и 30 минути. Еве ги денешните капки на мудроста што ги приготвив за вас, поучливи се и верувам дека ќе се најдеме во некој и ќе се поучиме. Човекот се познава по две работи: трпението кога немаш ништо и однесувањето кога имаш се. Не си поразен кога ќе изгубиш, поразен си кога ќе ја изгубиш желбата да се бориш. Прво ќе ти се смеат, потоа ќе те игнорираат, па ќе се борат против тебе и на крајот ќе победиш. Тоа го кажал Ганди. Во денешно време не си сплеќа ниту да зборуваш, ниту да молчиш. Секако ќе те проценат погрешно. Има вистина во тоа. Силната жена е она која научила да се смее дури и кога срцето и се кине од болка. Никогаш не се навраќајте на минатото, зашто тоа ви го убива скапоценото време. Тоа што поминало, не може да се врати минатото. Да се стремиме напред и да отвараме нови страници во нашиот живот. Годината минува, денот никогаш. Затоа што постојано имаме нови денови во нашиот живот. Човекот може да учи на два начина. Едниот е читање, а другиот дружење со паметни луѓе. Треба да се најдат денеска такви луѓе секако. На крајот сите ќе те заборават, без обзир колку си бил добар. Добро, во Библијата пишува дека спомените одаат по човекот. Дали се добри или лоши, но тенденција дека луѓето заборават. Пред 100-200 години луѓе кои живееле, освен во историските читанки, ако е нешто запишено, тоа може да се прочита, меѓутоа се заборава. Нова земја е така. Но сепак Бог не заборава, ние сме сокриени во Него. Нашиот живот е сокрен во Бога, без разлика дали ќе заминеме од оваа земја еден ден, кој ќе дојде Исус Христос, ќе ги повика сите кои заспале со вера во Него. Плодовите никнуваат од семка, а делата од мислите. Научи во животот да се снаоѓаш сам, бидејќи кога ќе ти биде тешко, обично сите исчезнуваат. И ова е голема вистина. Ретки се тие кои ќе те повикат, ќе ти звонат, кога ти е тешко, кога може ти треба и финансии, или морална подршка, или било каква подршка, може ретки се таквите кои, но сепак ги има. Иако се ретки, но сепак ги има. Вистинските пријатели секогаш се препознаваат. Луѓето велат дека си лош кога ќе престанеш да се однесуваш онака како што ним им одговара. И тоа е точно. Бог никогаш не е слеп на твоите солзи, никогаш глув на твоите молитви. Тој се гледа и се слуша. Запамти, луѓето кои ги сакаш никогаш не ги навредуваш. Подобро е во колиба да пееш, отколку во двор да плачеш. Не е среќен оној кој многу има, туку среќен е оној на кого малку му треба. И еве последната капка на мудроста за денеска: осмели се да ја тргнеш маската и биди она што си. Денеска сите носиме маски не затоа што сакаме, туку затоа што мораме. Ете од вирус кој сите не погодува и мора да се чуваме. Дали маската штити или не, јас сега не навлегувам, но сепак сигурно има некоја ефикасност, зашто има повеќе врсти на маска, но ова стана збор за друга маска. Осмели се да ја тргнеш маската и биди она што си. Се мисли на она надворешна маска што човекот ја има како лицемерие, како некои други особини негативни, затоа да бидиме она што сме како луѓе. Ајде сега да ја проследиме, почитувани гледачи, утринската приказна за деца, односно и за нас возрастните. Насловот на оваа приказна е Желбите на трите дрвца. Многу работи во животот е полесно да се кажат отколку да се направат, но ова е приказна каде вербата и упорноста победуваат.
На една височинка израснаа 3 дрвца. Еден ден почна да зборуваат за своите надежи, соништа и желби. Еден ден се надевам дека ќе бидам ковчеже за богатство. Сакам да бидам исполнет со злато, сребро и скапоцени камења. Однадвор да бидам украсен со сложени резби и сите да ми се воскитуваат на убавината, рече првото дрво. Потоа се јави второто дрвце. Јас сакам да бидам голем и мокен брод. Со мене да пловат кралеви и кралици во секој агол од светот. Да ги штитам од ветерот и морските бури и секогаш да ги чувам безбедни. Јас сакам да бидам највисокото и најправо дрво во светот. Луѓето да ме гледаат како гордо стојам на ридот и сум блиско до Бога. Сакам да бидам најголемото дрво на сите времења и да ме запамтат за секогаш, самоуверено проговорило третото дрвце. По неколку години, кога дрвата порасна и стана големи стебла, на ридот дојдоа дрвосечачите. Еден од нив погледна во првото дрво и рече: "Ово ми изгледа како цврсто дрво. Мислам дека ќе можеме да го продадеме на некој столар", и почна да го сече. Првото дрво беше пресрекно, бидејќи знаеше дека столарот ќе направи од него преобав ковчег за богатство. Кога стаса до второто дрво, шумарот рече: "И ова дрво изгледа доста добро. Да го носиме на бродограделиштето." Второто дрво беше возбудено, бидејќи знаеше дека е на добар пат да стане брод. Кога стаса до третото дрво, тоа трепереше од страв, бидејќи знаеше дека ако го исечат, неговиот сон нема да се оствари и тоа никогаш нема да порасне толку високо, за да биде близо до Бога. "Мене не ми треба за ништо ова дрво, но ми изгледа стабилно, па ќе го земам за себе", рекол дрвосечачот и го пресече дрвото. Кога првото дрво стигнало кај столарот, тој на брзина го изделкал и од него направил мала дрвена кутија која ја поставил во шталата, а во нејзе ставил сено за да го храни добитокот. Ова воопшто не беше она за што дрвото сонуваше. Второто дрво не помина добро. Од него направија мал рибарски чамец, а желбата дека на него ќе пловат кралеви згасна. Третото дрво беше пресечено на големи парчиња и оставени во мракот. Годините минуваа и дрвјата заборавија на своите желби. Еден ден во шталата се засолни една бремена жена и тука се породи. Бебето беше ставено во кутијата за сено, која беше направена од првото дрво, а жената беше пресрекна што има каде да го засолни своето дете. Во тој момент дрвото почувствува како во својата закрила го има најголемото богатство на светот. Тоа беше Марија, мајката на Исус. Годините подосна на рибарското чамче пловија група луѓе. Наеднаш морето се разбранува, а чамецот само што не се преврти. Тогаш еден од луѓето кои пловеа мирно стана, погледна кон небото и рече: "Нека морето биде мирно." И тоа се смири. Второто дрво во тој момент знаеше дека на себе го носи кралот над кралевите. Тоа беше Исус Христос. После неколку години на улиците преполни со луѓе се движеше еден човек, а на својот грб го носеше третото дрво. Луѓето го навредуваа додека поминуваше, тој мирно се движеше по тежината на дрвото кое го влечеше. Се искачија на истиот рид каде дрвото некогаш растеше, го заковаа човекот врз него и го исправија кон небото. Во тој момент третото дрво знаеше дека не ни можеше да сонува дека еден ден толку ќе биде близо до Бога. Исус беше распнат на него. Почитувани пријатели, драги гледачи, секогаш кога ни се чини дека работите не се одвиваат онака како што сакаме, кога изгледа како се да тргнало наопаку, не очајувајте. Постои план за секој од нас. Ако верувате доволно силно, ќе го добиете она што го сакате. Секој од дрвата го доби она за што сонуваше, но не на начинот на кој го замислија, туку на многу подобар начин. Нека и навистина ние да имаме соништа не е грев, планови, да сонуваме за големи работи. Меѓутоа, ако не се исполнат тие работи како ние што очекуваме, да не се разочаруваме. Овие 3 замислени дрвца исто така имале своји соништа. Едно да стане ковчег кај што ќе се чува злато, другото брод кај што ќе се
кај што ќе пловат големи луѓе, а третото да види да расте високо, да го допре небото до Бога. Меѓутоа, сите на еден друг начин учествувале и биле на крајот радосни, затоа што во себе го засомниле Исуса Христа. Така да и ние денеска, ако нашите планови не се острат како што ние сме ги замислили, да му препуштиме на Бога. Тој има најдобро решение, најдобар план за тебе и за мене. Затоа да не очујуваме ако нашите молитви не се услишени како што ние сакаме. Бог има подобро решение за нас. Наше да веруваме, наше чврсто да се потпреме на неговите ветувања. Одиме сега со песна, почитувани гледачи, и потоа ќе се вратиме повторно во емисија. Продолжуваме, почитувани гледачи, со утринската порака, која денеска ја наоѓаме во посланието до Ефесијаните, 6 глава, 17 стих. Земете го и шлемот на спасението. Вчера читавме за шлемот на верата, еве денеска нов текст, нова порака, шлемот на спасението. Земете го шлемот на спасението. Бог не повикува нашиот ум да го исполниме со големи и чисти мисли. Тој сака да размислуваме за неговата љубов и благодат, да го истражуваме неговото чудесно дело во големиот план на откупувањето. Тогаш се појасно ќе сваќаме вистината и возвишената и посветена наша служба, да имаме чисто срце и јасни мисли. Душата што живее во чиста атмосфера на чисти мисли ќе се преобрази затоа што го проучувала писмото и воспоставила врска со Бога. Умот мора да се дисциплинира и воспитува да ја сака чистотата. Треба да се потикнува љубов за духовни работи. Да, треба да се потикнува ако сакаш да растеш во благодата и познавањето на вистината. Убаво е да се има добри намери, но тие не се од никаква корист ако одлучно не се спроведат во дело. Мнозина ќе бидат загубени иако сакаат и настојуваат да бидат христијани. Тие не вложуваат сесредни напори и според тоа ќе бидат измерени на мерила и ќе се најдат лесни. Волјата мора да се вежба во добар правец. Сакам да бидам целосен христијанин. Сакам да ја запознам должината и ширината, висината и длабочината на совршената љубов. Чујте ги Христовите зборови. Блазе на гладните и жедните за правда, зашто ќе се
наситат. Христос приготвил големи залехи со кои ќе ги насити оние кои се гладни и жедни за правдата. Ние треба длабоко да размислуваме за писмото, трезвено, искрено да мислиме за се она што се однесува на нашето вечно спасение. Бескрајната Исусова милост и љубов, жртвата која принел за нас, сето тоа повикува на сериозно и длабоко размислување. Мораме да се занимаваме со карактерот на својот драг откупител и посредник. Мораме да се трудиме да проникнеме во значењето на планот на спасението. Треба да размислуваме за мисијата на оној кој дошол да го избави својот народ од нивните гревови. Кога постојано ќе се занимаваме со небесни теми, ќе се засилат нашата вера и нашата љубов. Нашите молитви ќе му бидат се поугодни на Бога, бидејќи се повеќе ќе представуваат израз на вера и љубов. Тие ќе бидат и се поразумни и се поогнени. Ние ќе покажуваме се повеќе тајна доверба во Исуса и ќе стекнуваме секојдневно живо искуство за Христовата смерност и моќ до крај да ги спаси сите оние кои преку него доаѓаат кај Бога. Еве тоа беше поракава, почитувани гледачи, за утро, што ја најдовме во посланието до апостол Павле до Ефесијаните во 6 глава 70 стих. Пораката е и апелот е да се облечеме во сето оружје Божје. Да го земеме овде сега поракава е шлемот на спасението. Знаете, еден војник кој годи во првите борбени редови, тој мора да има шлем на главата, зашто може да биде повредена неговата глава. Така да и ние во духовен смисел да го земеме шлемот на спасението, за да се одбраниме од сите стрели на нечестивиот, на сатаната кој пука на нас со сите оружја, се со цел да не уништи, не физички, туку духовно да се обесхрабриме и да изгубиме верата во Господа, во нашиот Спасител Исус Христос. И затоа овде вели, душата што живе во чиста атмосфера, на чисти мисли ќе се преобрази, затоа што го проучавала писмото и воспоставила врска со Бога. Умот мора да се дисциплинира и воспитува да ја сака чистотата. Така да ви ние денеска, верам се помоливме утрово кога станавме, го предадовме својот живот во раците Господови, да и овој ден да тој не чува и ако се случи нешто, да бидеме на негова страна, бидејќи живееме во еден навистина луд свет. Кога велам луд свет, се случуваат многу недобри работи. Кога човечкиот живот е толку мизерен, кога човечкиот живот толку не се води грижа за него, значи страдаат постојано и деца, и возрастни, и млади девојки. Пред некој ден видовме што се случи во Скопје. Значи животот наш е несигурен и затоа секој ден што го имаме, што го добиваме од Бога е дар. Е дар од Бога. А кога е нешто дар, тогаш ние благодариме на тој што ни го подарил тој дар. Така да еве и овој ден Господ ни го подарил во неговата милост, нека и овој ден го живееме според волјата на нашиот Спасител и Господ Исус Христос. Одиме сега, почитувани гледачи, да ја видиме рекламата за дописната библиска школа онлайн, значи на еден непосреден начин може да изучувате Библијата. Веќе некои луѓе од Кавадарци ја проучуваат, знам за некои веќе ја завршиле, ќе добијат овие денови диплома, така да бидете упорни. Има таму 8 подречена дописна школа. Значи лесно е, само со кликнување имате одговори повеќе, вие треба да го доберете оној правиот, а тоа се крие одговорот во самото чете, во самиот материјал што ќе го имате и така многу лесно ќе ги поминете и на крајот ќе добиете како спомене на убава диплома, но најбитно е ќе ги запознаете, значи овие 8 подречја на ова онлайн дописна библиска школа. Одиме да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет,
преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не повторно во живо во нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката за библиски личности. Како што вчера се сеќавате, зборувавме за Мојсей, еден лидер во еврејската нација, човек кој бил исполнет со Божиот дух и бил наречен пријател Господов. Поминал 120 години во животот, починал, не ја видел ветената земја, но набрзо воскреснал, Бог го воскреснал и денеска тој се наоѓа горе на небото. Денеска ќе кажеме неколку зборови за Исус Навин, првиот соработник на Мојсей. Бидејќи Мојсей не влегол во ветената земја, како што спомнав, починал, но тој го превзел лидерството заедно со својот пријател Халев, а за Халев ќе зборуваме во наредните утра. Значи Исус Навин е човек пример за успешно лидерство. Исус во Библијата го започнал својот живот, кога велам Исус, мислам на Исус Навин, не на Исус Христос. Значи својот живот го почнал во Египет како роб, под суровите египетски работни задачи, но тој станал водач на Израел преку верна послушност кон Бога. Неговото име, Исус Навин, на ебрејски значи Господе спасение. Овој избор на име е всушност показател на Исус Навин, дека е тој миниатура на она вистинска слика на Исуса Христа, Месијата. Значи, Исус Христос е наш Господ и Спасител, но еве и Исус Навин го имал тој име. Познат е Исус Навин по онаа група на луѓе кои Мојсей ги испратил како 12 шпиуни да ја разгледат, да ја видат хананската земја. Тие биле извидници, 12 души, но знаеме дека кога се вратиле, 10 донеле информации дека навистина тамо тече мед и млеко. Тоа било неспорно, но кажеле нешто што ги обесхрабриле останатите израелци. Тамо вели ги видовме синовите енакови, тамо се джинови, ние не можеме да освоиме таа земја. И така кај народот предизвикале песимизам, депресија и луѓето рекле на Мојсей, зошто не доведе овде да изгинеме? И така Мојсей имал проблем да ги смири, да ја смири таа толпа, дури морали Бог да интервенира. Меѓутоа, Исус Навин и Халев, Библијата вели за нив, во нив имаше друг дух, значи Божиот дух. Тие рекле, да, точно е, тамо има такви синови еднакови, високи како джинови, но Бог ќе ни ја даде. Ако Бог не водеше 40 години низ пустињата, сега сме на самата граница, зошто да се плашиме кога Бог ќе се бие место нас. И навистина таа неверна генерација, кои покажале тотално неверие, изумрели на самата граница пред ветената земја. Од тие шпиони само, значи, Исус Навин и Халев преживееле. Останатите 10 загинале. Значи, пред да влезат во хананската земја, Мојсей, рековме, умрел тука во близина на планината Небо. Исус Навин станал негов наследник. Така да знаеме таму, Рава им помогнала во хананската земја да ги засулни тие шпиони, извидници, така да кога влегле подоцна, Рава била поштедена и ја оставиле во живот. Значи, Исус Навин е човек, лидер, кој бил постојано на Божја страна, кој ја читаме неговата историја, може да извлечеме многу поуки, почитувани гледачи. Така да, Исус Навин ги следил Божите чудесни упатства за битката кај Ерихон. Знаеме, Ерихон бил првиот град за влез во ветената земја и требале тој град да го освојат, меѓутоа тој бил обиколен, односно утврден во зидови и така лесно не можеле да се бијат, не можат зашто тие биле понадмокни и биле едноставно заштитени од тој голем зид, но Бог имал решение без испукана, односно фрлена нито една стрела. Бог имал друг начин, им кажал на евреите, секој ден на израелците обиколувајте го градот поеднаш со вашите труби. На 7-миот ден 7 пати обиколете го. И навистина така правеле. Замислете првиот ден, вториот ден. Војниците озгора гледале ерихонците што се случува доле. Може би си рекле, овие не се нормални. Место да војуваме, тие само тука си вртат, свират со своите труби
и ништо се повлекувале назад. Прв ден, втор ден, веќе во петиот ден не обраќале внимание ерихонците, што се случува надвор. Си рекле, нема друга работа, ете нека вртат колку што сакат околу нашиот град. Но што се случило на седмиот ден? Ѕидовите паднале, почитовни гледачи, како кула од карти. Знаете, кога домино ги средуваме и онда само едно допрети ќе паднат сите домина. Така паднале ѕидовите. Израелците без испукан куршум, односно без истрелена стрела или копје, влегле и го освоиле тој град. Значи, тие марширале онака како што Господ рекол. Може ли Исус Навин да каже, ма Боже, како сега тоа, ќе вртеме и ќе свиреме, дај да влеземе внатре па да ги убиеме. Не. Едноставно, Исус Навин како лидер, како водач, бил послушен на Божите упатства. Бидејќи Исус Навин бил послушен, Бог извршил уште едно чудо во битката кај Гавон. Тој го направил сонцето да остане на небото цел ден, за да можат израелците целосно да ги избришат своите непријатели, да ги уништат. Има таму во книгата до Судиите или до Исус Навин кај што вели застана сонцето над Гавон. Тоа е светско чудо. Сонцето да застане додека Божиот народ не извојува победа. Чудни се тие извештаи, но вистините се, почитувани пријатели, почитувани гледачи. Исус Навин умрел на 110 годишна возраст и бил погребан во темнат Сера, во ритската земја Ефрем. Мојсей живел 120 години, еве Исус Навин 110 години. Значи, во текот на тие 40 години, на еврејскиот народ кој лутале во пустињата, Исус Навин служил како верен помошник на Мојсей од 12 шпиони испратени во да ја разузнаат земјата хананска и да донесат извештај само Халев. Исус Навин имале целосна доверба во Господа и му служиле верно до крајот на нивниот живот. Ете, тоа беше денеска пораката, односно библиски личности од Стариот Завет. Денеска зборувавме за Исус Навин. Уште нешто, Исус ги сватил сериозно 10 заповеди и им наредил на луѓето од Израел да живеат и покрај сите проблеми со кои се среќавале, тој ги упатувал, ги насочувал, значи, кон Христа. Исус Навин, или Джошуа, ќе го најдете во некои преводи, рековме бил роден во Египет, најверојатно во областа наречена Гошен, во североисточниот дел на Нил. Роден е како роб, како неговите колеги евреи, но Бог направил од него вистински лидер и човек за пример. Еве, толку за Исус Навин. Одиме сега со песна, почитувани пријатели, драги гледачи, и ќе се вратиме повторно во нашата програма. Znam za jedno pravo mesto gde srećni bit će svi, koračat ćemo zlatnim putem puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružit večnom spasu svom. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje sled, i bit ćemo zajedno ti i ja. Moje
Moje srce kuca tiho i čeka na tebe. Tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena, povedi me ti u kraljevstvo tvoje, gde smo večno slobodni. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle i bit ćemo zajedno, zajedno, i bit ćemo zajedno, o ti i ja, i bit ćemo zajedno, o ti i ja. Денеска, почитувани гледачи, ќе зборуваме за селото Мусинци. Може би за вас, за пошироките, за сите вас гледачи, драги гледачи, може би е непознато ова село, но знам дека некои знаат каде се наоѓа. Јас сум бил таму повеќе пати, кога службено живеевме во Битола, така да добро го познам селото Мусинци. Но сакам на вас да ви пренесам ovo утро неколку слики, односно неколку информации, дека и тоа село постои во Македонија и неговото потекло е интересно. Значи, Мусинци, село во областа Пелагонија, во општина Могила, во околината на градот Битола, некаде околу 30 и неколку километри од Битола, а толку може би и од Прилеп, некаде на средината, иако не по главниот пат, но значи имаат по тие споредни патишта. Селото се наоѓа во Пелагонија, во североисточниот дел на Битолското поле, во источниот дел на територијата на општина Могила. Селото е ремничарско, на надморска висина од 630 метри, од градот Битола, како што реков, еве, овде пишува, некаде околу 30 километри. Мусинци е висинско полско село во североисточниот дел на Битолското поле. Представувало чисто турско село во минатото. Има околни села, исто така со турско население, Мојно, Подмол, Канатларци, Алинци и така натамо. Месностите во аторот ги носат следниве имиња: Магори, Еленик, Зарајца, Завој, Садине, Корија, Дап, Дуриташ, Рудник и Пишеица. Така се тие, значи, подрече околу селото. Селото има збиен тип. Куќите се групирани на 3 мала: Јокјари, Орта и Аша мало. Првото мало се наоѓа во горниот дел на селото и е најстаро. Селото се наоѓа на северниот дел на Битолското поле, на границата на Пелагонија, пред почетокот на појасот на Мариовскиот регион, во подножието на ридот Еленик, кој припаѓа на Селечка планина. Значи, тука веќе границата према Маријово. Селото првпат е спомнато во турските дефтери во 1468 година, кога имало само 5 жители христијани. Помеѓу мештаните се верува дека селата Алинци и Мусинци настанале во втората половина на 18 век. На местото кое било пустелија дошле двајца браќа, Алија и Мусо. Поради ова, порано во топографските карти селата биле именувани како Али Оба и Муса Оба. Турците во селото спомнуваат дека тие потекнуваат од коња Мала Азија. Навистина, селото е во една рамнина, се произведува пшеница, бостан, значи лубеници, кромпир, има убав кромпир, се произведува, земјата е многу ровката, мека, сончоглед, значи се што ќе посакате може да посадите и едноставно да успее. Вода од каде се наводнува, има, значи, тој систем, односно има бушотини
во нивите кои луѓето ги бушаат и така со мотори ги наводнуваат. Во време кога е создадено Мусинци, тукашното поле било слабо населено. Просторот околу денешното големо полско село Добрушево бил обраснат и единствено постоела мало село на Ридот Еленик, каде порано можеле да се забележат остатоци од куќи и големи земјени ќупови. По основачот на селото Мусо дошле уште 7 турски семејства. Од нив потекнуваат сите турски родови во селото. Во 1950 година овие родови нагло започнале да се иселуваат во Турција. На нивно место се населиле етнички македонци. Во 19. век Мусинци било село во Прилепската каза на Отоманското царство. Во непосредна близина на местото викано Еленик се наоѓа рововска линија од времето на Првата светска војна, што е забележително и денес. До средината на 50-тите години селото било населено околу 98% со турско население и броело околу 150 домакинства. По мигрирањето на овие жители, на ова население, значи претежно во Турција заминале турците кои живееле во тоа село, се доселиле македонци претежно од мариовските села Бонче, Бешиште, Зович и така натаму. Сум бил во тие села во Мариево, тие села се веќе испуштени, нема жител таму да најдете. Ретко ако дојде некој преко лето, меѓутоа се напуштени селата Бешиште, Зович, Бонче, значи дошле малце по блиско до градовите, еве и во Мусинци, а еден дел и од селото Ботун Охридско. Во денешно време има останато само 2 до 3 турски семејства. Сега овде да не ви читам што се произведува, веќе кажав, значи сточарство има во тој регион и еве да кажеме и етничката припадност. Значи во последниот попис 2002 година имало 302 жители, Срби 1, Турци 16, Албанци 1 и македонци 284. Сега од најновиот попис нема информации, но можеби таа бројка е намалена, зашто се уште постои миграција село-град, односно младите мигрираат, заминуваат во странство, во западните земји, а претежно. Интересно, во тоа село има и жени, девојки кои се мажеле од Албанија во Мусинци, така да неколку жени дошле од Албанија и се омажиле за жителите од селото Мусинци. Еве толку денеска за нашите села, за нашите градови, водопади и така натаму. Следува сега рубриката за здрава храна. Ово утро ќе ви дадам рецепт како да направите убав македонски ајвар. Иако сега не е сезона за ајвар, кој јадеме ајвар што сме го направиле есента, меѓутоа имајте го на ум, кога ќе дојде есен следнава година, односно ова година на есен, еве да знаете како да направите убав македонски ајвар. 10 килограми црвени пиперки, значи ова е за количина од 10 килограми. 5 парчења модар патлиџан, средна големина. Некои стават пола со пола, но вие сами одлучите дали ќе ставате и значи повеќе од модрите патлиџани. Лук 1 до 2 главици, 1 килограм масло. Значи ова е за 10 килограми црвен пипер. Секако и сол. Измите ги пиперките, извадете го семето, испечете ги. Излупете ги и ставите ги во цедалка да се цадат. Откако ќе се исцедат, сомелите ги на машина за месо. Модрите патлиџани се печат, потоа се лупат и се мелат како и пиперките. Во поголем сад ставете го маслото за да се загрее добро, не да изгори, зашто ќе поприми мирис. Испуштите ги мелените пиперки, посолете по вкус, се додава и сецканиот лук. Некои стават лук, некои не стават, меѓутоа еве овој рецепт е со лук. Пржите го откако ќе почне да врие 40 до 60 минути. Стоплите ги теглата во рерна и ставите врел ајвар во врели тегли. Затворите ги веднаш со капаци или целофан. Завиткајте ги теглата добро и оставите ги до утредента да се оладат, кога ќе ги спремите на место каде што стои зимницата. Еве, почитувани гледачи, тоа беше рецептот за правење на ајвар. Еве гледам, имам уште неколку минути, ќе ви спомнам уште еден рецепт како да направите лутеница.
lutenica makedonska, 7 kg crveni piperki, 5 kg domati, 500 g maslo, 400 g ocet, 250 g šeker, 1 raka sol, 2 glavici luk, 100 g fiferoni i 1 kitka magdanos. Izmijte gi piperkite, izvadite go semetu, ispečete gi, izlupite gi, stavite gi da se cedat. Domatite, poparite gi so vrela voda, izlupite gi, a potom izrendajte gi v pogolem sad. Vednaš stavite go masloto, šekerot, ocet od solta i stavite go sadot na ogan da se vari. Otkako ke počne da vrije, treba za 1,5 čas da se svari. Poslije toga dodajte gi piperkite koji v međuvreme ste gi iseckale po dolžina. Pržite go sve to ušte 1,5 čas. Na kraj stavite del od feferonkite iseckani, a jedan del celi magdanosot i lukot koje iseckan po dolžina. Sve to treba se prži ušte 10 minuti. Vrela lutenica se stava vo topli tegli, se zatvara dobro, se vitka teglite i se ostava dostojat 24 časa, a potom se redat vo gajba ili na stalaša. Eve, počtovani gledači, to bea receptite za jutro. Odime da slušnemo še jedna pesna i ke se vratime da je prosledime poslednata rubrika za deneska. Davam na dar, bidi tuka, ostani. Eve doagam ja skaj tebe, dušava, celo srce ti go davam na dar, bidi tuka, ostani. Do kraja ostani. Ipak pokoj pat, talkavo nokta, slušav mnogu lažnih šepoti, no samo toj glas nežno me vodi. Razgori, eve doagam ja skaj tebe, dušava, celo srce ti go davam na dar, bidi tuka, ostani. Eve doagam ja skaj tebe, dušava, celo srce ti go davam na dar, bidi tuka, ostani. Do kraja ostani. Do kraja ostani. Veli bijet nafši, šama
Šamatali bekilbi Azashuva shuvet laha et חיי כל פינה שבליבי את נפשי שמעתלי בקרבי אתה שם איתי אתה שם איתי do kraju stani. Еве повторно во живо, почитувани гледачи, и вие следите програмата на радио Глас на надежда, адвентистичко радио, кој емитува својата програма секој утро од понеделник до петок во 8 часот и 30 минути. Следува рубриката за археологијата која потврдува веродостојноста на Библијата и на настаните кои се запишени во Светото писмо. Денеска би сакал да прочитам за некои библиски личности. Во последните 2 века од истражувањата потврдено е постоење на најмалку 70 библиски личности, вклучувајќи цареви, слуги, писари и дворјани. Во последните 2 десетлетија многу повеќе луѓе се додадени кон тој попис преку откритија на печати, од тисуци од печати, од плочки и од монументални надписи. Значи, археологијата пронашла многу докази на луѓе, на имиња кои се запишени во Библијата и тие тоа го потврдуваат. Еве, ќе прочитам само за 2-3 имиња. Давид. Знаеме кој бил Давид од Библијата. Во искупувањата во 1993 година во најсеверниот библиски град Тел Дан е откриен интересен надпис. Во извештајот за походот на еден арамејски цар за прв пат се спомнува Дом Израелјов и куќа Давидова, што јасно укажува на Јужното царство и на познатиот Израелов цар. Давид не само што постоел, туку повеќе од 1 век подосна се спомнува како основач на голема династија. Значи, археологијата ја потврдува веста или извештајот на Библијата дека царот Давид постоел, почитувани пријатели. Ирод. Археолозите ископале луксузни палати на Ирод Велики во Цезареја Маритим, Иродиум, Масада, Ерихон и на други места. Ирод не штедел на трошоци да ги украсе овие градби со прекрасни мозаици, со фрески и со други работи. Во Масада, престолнина на Иродовата пустинска тврдина, северната трикатна палата имала поглед кон мртвото море, по тој аголот речиси 360 степени. Во 1996 година вршев искупавање со Ехуд Надзер во Масада, каде што откривме фрагмент на увезена амфора за вино. На фрагментот постоеше видлив надпис за Ирода царот на Јудеја. Тоа беше прв пат титулата на Ирод Велики да се спомнува надвор од Новиот Завет и од списите на Јосиф Лавије, најдена во археолошкото обкружување. Навистина, има овде многу имиња кои се поместени, запишани, но мислам доволно е да се осведочиме уште еднаш, почитувани гледачи, дека Библијата е веродостојна, дека денешната Библија што имаме е веродостојна на оригиналот. Денеска археологијата тоа го потврдува. И на крајот сакам да завршим и денеска со една приказна, со еден пример кој ќе не освежи, ќе ни помогне да овој ден го живееме онака како што Бог сака. Примерот се вика Човекот и пеперутката. Си бил еден човек кој имал многу убава градина. Тој бил многу среќен поради тоа и навистина знаел да ужива во неа. Се било совршено средено под неговата работлива рака. Се си имало свој место, а човекот уживал да ја дотерува и да ја прави уште поубава. Најмногу го фасцинирало тоа што за време на пролетните и летните денови градината изобилувала со прекрасни шарено-лики пеперутки. Ги имало во различните пеперутки, во различни сорти или бои, прекрасни бои, со разлетаните пеперутки градината добивала речиси рајски поглед, односно изглед. Но еден ден
На човекот му се случила една необичаена работа. На кората на едно дрво здогледал пеперутка која што току излегувала од својот кожурец. Неколку часови човекот гледал како пеперутката се мачи да го извади своето слабо тело од тој мал отвор на кожурецот. Во еден момент пеперутката застанала и изгледала како повеќе да нема сила да продолжи понатаму. Гледајќи го сево ова, човекот одлучил да и помогне на ова пеперутка. Зел малечки ножички и го засекол кожурецот. Пеперутката со леснота излегла од кожурецот, но имала слабо тело и неразвиени крилца. Човекот продолжил да ја наблюдува пеперутката, очекувајќи крилјата да се отворат секој момент, надевајќи се дека ќе се рашират и пеперутката ќе полета. Но ништо тоа не се случило. Пеперутката сиот свој живот го поминала ползејќи наоколу со своето слабо тело и неразвиени крилца. Таа никогаш не полетала. И покрај сето своја љубезност и добри намери, човекот не сватил дека тешкотиите низ кои пеперутката морал да помине додека излегувал од кожурецот, тоа е така Бог ја создал да такви моменти проживее ова пеперутка самата да излезе од кожурецот. Бог намерно ги осмислил за крвта од телото на пеперутката да може да протече низ низините крила, па штом ќе се ослободи од кожурецот да биде подготвена за летање. Така е, почитувани гледачи, и во животот на луѓето. За да можеме да бидеме силни и издржливи во животот, понекогаш ни се потребни тешкоти и борби, за да можеме духовно да растеме и да станеме посилни и поспремни да се соочиме со сите предизвици кои ни ги донесува животот. Кога Бог би не ослободил од сите препреки и неволи, тој само би не ослабил. Никогаш не би станале толку силни, колку што можеме да бидеме. Никогаш не би ги достигнале полниот потенцијал што е во нас. Никогаш не би можеле да полетаме. И затоа барав сила, некој рекол, и Бог ми даде потешкоти кои ме зајакна. Барав мудрост, и Бог ми даде поголеми кои требаше да ги решам. Барав богатство, и Бог ми даде ум и тело да можам да работам. Барав храброст, и Бог ми даде препреки кои морав да ги совладам. Барав љубов, и Бог ми даде луѓе на кои треба да им помогнам. Барав услуги, и Бог ми даде шанси. Не добив ништо од она што барав, но добив се што ми требаше. И затоа живеј живот без страв и соочи се со препреките и знај дека можеш да ги надминеш сите со Божја помош. Може би денеска ќе имаш препреки во животот, но со Божја помош, почитувани гледачи, можеме да ги совладаме. Овој човек сакал да и помогне на пеперутката, меѓутоа тој со помагањето ја онеспособил. Цел живот била инвалид. Зошто крвта не проструила низ низините крилца и таа останала инвалид. Бог ќе не помине ни сите неволи искушенија, за да не ојача, не да не удави, туку да не засили, да бидеме уште посилни, појаки и да се бориме со предизвиците во денот кои стојат пред нас. Еве, почитувани гледачи, ми беше задоволство што можевме денеска да се дружиме, среда, значи и ово утро го поминавме во дружење со програмата, односно со овие сите работи што ги приготвиме за вас. Се гледаме, ако Бог даде живот и здравје, и утре, наутро во 8 часот и 30 минути, а до тогаш бидете одговорни, чувајте се и довидување до утре. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет
или во печатена форма.